Марија Ангелеска, иако вработена најпрво во Свети Климент Охридски, потоа во Свети Димитрија Солунски и на крај во Света Недела, таа правеше многу волонтерски работи, доброволно работејќи во женската секција, како што е случајот во Света Недела, каде што беше председател на истата, но и во управниот одбор, каде истовремено и отпочна со кукинг шоу, но поради ковидот мораше да прекине. Марија не го штедеше своето време да го исполни она што го ветила. И можеби затоа македонскиот народ со голем респект гледа према ова силна жена, а да не зборуваме за готвачка, зашто секој ден верува во низиното вкусно јадење. Ангелеска за време на целиот нејзин работен период никогаш, ама баш никогаш не се осрамоти со низиното готвење, без разлика дали биле 50 или 650 гости. Очигледно е дека одлично го владее кулинарството, зашто вкусот на храната што муштеријата си порачува ги остава презадоволни сите гости. И затоа можеби секоја година тие или нивни најблиски роднини пријатели, без разлика дали се македонци или пак од другите нации, се редовните муштери што Марија Ангелеска треба да ги послужи. Во овие изминати години во црковните општини Свети Климент Охридски, Свети Димитрија Солунски, Света Недела поминале многу готвачи, но како што дошле, така и си отишле. Нивните имиња речиси скоро никој не ги памети. Меѓутоа името на Марија Ангелеска по мое ја покажа златната страна на медалјата. А дека е тоа така, покажува фактот каде Марија е вработена, таму и нашите сонародници одат за да ги одржат своите помали семени настани, обреди и слично. Без разлика на која страна и колку далеку живеат, зашто за секој еден важно е гостите да му бидат задоволни, а такво нешто по мое го немало досега скоро никој, освен Марија Ангелеска, која можеби е вродено чувство или многу повеќе Божја дарба. Можеби тоа е и резултатот што каде и да се вработи Марија Ангелеска, таму самите цркви на големиот профит секогаш го имат од кујната. Така да ова наша позната готвачка со својот пристоен и искрен збор, а најмногу со низиниот професионализам освои, би рекла, многу фанови, ги зеде кон себе голем број на македонци кои со гордост гледаат во неа. Вчера една еребица, пак баба не јала, пак баба не пила, баба била кој остана, пак се не најала, пак се не напила. Втора вечерала, два милетна галаба, една еребица, пак баба не јала, пак баба не пила, баба била кој остана, пак се не најала, пак се не напила. Трета вечерала, три кокошки пржени, два милетна галаба, една еребица, пак баба не јала, пак баба не пила, баба била кој остана, пак се не најала, пак се не напила. Четврта вечерала, четири овни калеши, три кокошки пржени, два милетна галаба, една еребица, пак баба не јала, пак баба не пила, баба била кој остана, пак се не најала, пак се не напила. Вечерала, пет ми крави јалови, четири овни калеши, три кокошки пржени, два милетна галаба, една еребица, пак баба не јала, пак баба не пила, баба била кој остана, пак се не најала, пак се не напила.
кокошки пържени, два милетна галаба, една еребица, една еребица. Пак баба не яла, пак баба не пила, баба била с гойосана, пак се не наяла, пак се не напила. Седма вечер изпила, 7 бочви со вино, 6 камили грбави, 5 ми крави ялови, 4 овни калеши, 3 кокошки пържени, 2 милетна галаба, една еребица, една еребица. Пак баба не яла, пак баба не пила, баба била с гойосана, пак се не наяла, едвам се натрескала. Марија Ангелеска е една и единствена која одлично си ја знае својата работа. Низината цел не е само да ги земе парите и да го заврши работното време. Таа троши по 2 до 3, а некогаш и 4 дена за да организирано, смирено го направи порачаното јадење, не гледајќи колку е заморна, туку да ги задоволи гостите кои поштено си платиле и кои не се ја дале довербата. Затоа и Ангелеска е толку успешна. Во целиот овој период, каде и како бизнис жена се појави и како шеф на кујна, за Марија Ангелеска можеме да го извлечеме и следното. Таа не само што е столб на фамилијата, добра жена, мајка, баба, Ангелеска е и добар говорник, обнослива со секој ден, што значи способна за се. Така да, ако веќе во низината кариера таа постигнала видни резултати, а тоа е повеќе од очигледно, можеби добро е следниот низин чекор да биде новиот председател на црковната општина Света Недела во Еџекс, зашто во неа се е вткаено. Само што и треба добар тим кој ќе се придружи, а Марија Ангелеска веќе знае како да лидерува, како да ја носи напред ова црковна општина во Еџекс. Се надевам сите вие кои ја слушате ова радиопрограма, а која ќе биде поставена и на YouTube под Voice of Macedonia, ќе оставам да размислите подлабоко колку сум во право ова што го кажав за Марија Ангелеска, зашто јас размислувајќи подолго време надолго и на широко за незините способности, ме наведе мислата јавно да кажам дека нема да се каете доколку ја поттикнете самата Марија Ангелеска да биде новиот председател на црковната општина Света Недела во Еџекс за следните 2 години. Te barski
Повторно да ве подсетам сите вие кои не ќе сте во можност да ја слушате програмата неделно, ви известувам дека можете да отворите на YouTube и напишете Voice of Macedonia, но и кликнете на subscriber, за кое претходно би сакала да ви се заблагодарам, а тоа е бесплатно, затоа што вие со тоа ја помагате и емисијата Глас од Македонија. Ова го